амандман не се прифаќа. Ако ми дозволите, може да дадам и образложение. Значи, прво, овде станува збор за реформа на управната контрола, согласно извештајот од Европската комисија, кој што беше дел од спроведениот скрининг, и каде што се наведува дека внатрешните контроли во рамките на договорните органи треба да се зајакнат како прва линија на одбрана во однос на контрола на постапките, дозволувајќи му на Бирото за јавни набавки да се фокусира на неговите суштински задачи за управување со политиката за јавни набавки, и се советува Бирото за јавни набавки да го преиспита значењето на ефективноста на екс-анте управната контрола. Потребно е да се минимизира административното оптеретување и да се избегне одолговлекување на постапките за јавни набавки, а воедно да се зајакнат аспектите на насочување и поддршката од овие постапки. Да бидам поедноставен, досегашното решение во многу случаи се покажа како неефикасно и затоа сметам дека е потребна реформа, затоа што еден од основните проблеми беше преклопувањето на Државната комисија за жалби по јавни набавки со надлежностите на Бирото за јавни набавки. И имаше и случаи каде што овие две тела се преклопуваат на ист предмет. Со реформата во административна проверка на овој начин на контрола се утврдува јасно дека Бирото за јавни набавки ќе може на самиот почеток на секоја јавна набавка, што е во нивна надлежност, на почетокот да делуваат и да определат или да сугерираат одредена корекција, а потоа, откако ќе заврши јавната набавка, надлежноста преминува во рамките на Државната комисија за жалби по јавни набавки, за да нема вакво преклопување. Управната контрола сама по себе не представува антикорупцијска политика. Напротив, сметаме дека дури и концентрацијата на овластување во извршната власт, која што овде е олицетворена во Бирото за јавни набавки, би била и поголем ризик по однос на контролата на јавните набавки, отколку да имаме разграничување, да се знае до каде може да постапува Бирото за јавни набавки, а потоа тело кое што е надвор од извршната власт, како што е Државната комисија за жалби по јавни набавки, да биде органот кој што ќе може да гарантира правна сигурност и рамноправност на субјектите кои што биле дел од надпреварот за јавните набавки. Затоа сметам дека предложеното законско решение што го имаме би требало да ја задржи нормативата која што е предложена и не сметаме дека се потребни дополнителни амандмани. Благодарам.